Здраво, добре на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе започнам повторно со една приказна која што исто така верувам дека си ја слушнала и е доста популарна, доста позната, но некако застанав, ја размислувам и сваќам дека има еден дел од приказната за која што буквално скоро никој и да не зборува. А именно приказната е за еден стар чероки што му зборува на својот внук. Во секој човек живеат два волци, едниот е страв, завист, лутина, вина, срам, додека другиот е мир, љубов, храброст, надеж, благодарност. И внукот го прашал: "Добро дедо, а кој победува?" И стариот му одговорил: "Оној, внучко, што го храниш." И ова е многу убава приказна, навистина многу убава приказна и јас искрено првиот пат кога ја прочитав, мислам дека беше во една книга, баш некако се наежив и отвори во мене една бура и дека навистина оно кое што го храниме, оно кое што расте, односно оно каде што го ставаме фокусот, нели, тоа е оно кое што природно расте и ни служи, но искрено мислам дека ако остане овде, остануваме на едно погрешно место, затоа што ако секој разговор, нели, би почнал со па храни го добриот волк, па се знае кого треба да го храниш, како да е тоа, нели, нешто многу едноставно, како буквално секој утро да се будиме и да бираме, окей, денес ќе изберам мир, денес ќе изберам само добарба, денес нема да се плашам. Ама искрено не е толку лесно, и да беше толку лесно, веројатно немаше не да постои психологијата, не па психотерапија и сите други, нели, методи кои што постојат, но она кое што мене искрено многу некако поголемо прашање ми отвара и нешто мислам дека е многу позначајно, е тоа кој во тебе одлучува кој волк ќе го храниш. Кој? Затоа што ние не носиме сите одлуки од исто место. Некогаш реално одлучуваме од место на исплашено дете, некогаш одлучува нас перфекционистот, некогаш луѓето околу нас, некогаш стравот да не бидеме одбиени, некогаш самата навика, некогаш е вината. И тогаш мислам дека односно ние мислиме дека тогаш избереме, меѓутоа всушност оно што се случува е дека ние само сме ја повториле најверојатно најдобро научена стратегија. И ова нешто кое што ние во психологијата го нарекуваме автоматски модели на однесување, каде што за да се заштеди енергија, нашиот мозок, всушност една од неговите функции, нели, е да ја заштеди енергијата, да имаме ние повеќе енергија. И колку повеќе нешто повторуваме, толку помалку свесно го правиме. Како се штеди таа енергија? Така што да речеме, еве присети се денес кога стана, сигурно сум, барам се надевам, дека си ги изми завите. И ти кога го правиме тоа, ние стануваме и автоматски одиме до тоалетот и ние не размислуваме, нашиот мозок не троши енергија, па сега ќе ја фатам четката, па ќе ставам паста за заби, па ќе почнам да ги мијам, нели, забите, па раката ќе се движи горе, доле, лево, десно и така натаму, туку едноставно стануваш, го правиш тоа и тоа е она механичко правење каде што мозокот толку многу веќе ја има усвоено, усовршено таа вештина што не троши таму енергија. И ова е нешто кое што во суштина затоа ние го повторуваме и со многу други навики, многу други работи кои што ги правиме во текот на едно секојдневие. И постојат периоди кога веројатно многу и не имаме време да седнеме и да видиме окей, од кое место, нели, што е оно што одлучува за мене, кој е таа личност во наводници или тој идентитет кој што одлучува за оно кое што всушност го правам. И реално некогаш ќе се согласиш, така, пред воопшто да размислиш дали нешто сакаш, колку пати, мене барам многу пати ми се случило да кажам супер, да, и после да сватам дека всушност тоа излетало од мене затоа што сум била навикната да се согласувам или ќе се извиниш иако не си направила нешто погрешно или ќе се сомневаш во себе пред некој воопшто и да ти упати некоја критика. Тоа не е затоа што си одлучила во моментот свесно, туку затоа што мозокот повторува патеки кои што веќе долго време му се познати. И она што всушност се случува е дека свесноста доаѓа пред изборот и не можеш да избереш поинаку додека не забележаш од каде, од кое место избереш. Затоа што и всушност затоа толку често луѓето велат не знам зошто, ама еве пак го направив истото. Леле, стварно не знам зошто ова го направив, ама го направив. Затоа што во суштина не одлучил во здравствениот дел од нив, односно одлучил делот кој што веќе така научил дека преживува. И многу луѓе мислат дека, да речеме, спротивност на стравот е храброста. Јас искрено, да, се согласувам дека има една вистина, но исто така спротивност на автоматизмот е свесноста. Затоа што кога стануваш свесна,
добиваш баш, ајде би рекла, неколку секунди простор, а во тие неколку секунди животот може да ти тргне по сосема друг пат. Многу често го споделувам Виктор Франкл и му ја сакам таа мисла, искрено, и можеби многу пати ја споделувам, а тоа е дека помеѓу стимулот и реакцијата постои простор. Во тој простор се наоѓа нашата моќ да го избереме одговорот, а во нашиот одговор лежи нашиот раст и нашата слобода. Мислам дека ова е нешто кое што на слободно малку повеќе го разглобував, го зборував, го споделував и во суштина тоа е некако, ајде би рекла, една цела уметност на личниот раст и развој. Меѓутоа, значи пак ја повторам, помеѓу стимулот и реакцијата постои простор и тој простор е всушност нашата моќ каде што ние бираме што понатаму. И таму живее вистинската промена. Не во тоа да немаш страв, туку во стравот, баш на стравот повеќе да не ти биде единствениот волк во наводници кој што зборува од тебе. И затоа денес би сакала да те насочам да си поставиш поинакви прашања. Не кој волк го храниш. Кој седи на масата кога го носиш тој избор? Дали зборува твојата вина? Дали зборува потребата сите да те сакаат? Дали зборува мајката што мисли дека мора сама? Дали зборува девојчето што научила дека вреди само кога е совршено? Или кога е мирно, или кога е тивко? Или зборува возрасна личност што знае кои се незините вредности? И од тоа место не правиш ист избор. Иако може, нели, да изгледа исто, сепак од тоа место не правиш ист избор. И затоа наместо ние многу често одиме веднаш, окей, дај да видам што треба да направам. Меѓутоа има едно важно прашање кое што е значено да си го поставуваме. Кој во мене сака да го направи тоа? Затоа што истото да може да дојде од љубов, ама може да дојде и од страв. Истото не може да ти биде здрава граница, но може да биде некоја одбрана. Да, од надвор тие изгледаат исто, меѓутоа се сосема две различни света и енергија од кои што пристапуваш. И затоа всушност оваа приказна за волците ми е многу интересна, меѓутоа не кога, нели, ќе одлучиш кога ќе храниш, туку кога ќе почнеш да препознаваш кој е оној кој што ја држи храната во рацете. А тоа си ти. И ако денес едно нешто само си понесеш од оваа епизода, нека биде ова прашање: кој дел од мене ги носи најважните одлуки во мојот живот, затоа што и квалитетот на нашите избори ретко зависи само од тоа ние што избераме. Многу почесто зависи од тоа кој во нас избира. И тоа е место на кое што почнува една поинаква слобода. И да не заборавам нешто многу значајно. Значи, ниеден дел од нас не е лош дел. Дури и стравот, перфекционизмот, потребата да им годиме на другите, љубомората, зависта, тоа се значајни емоции кои што многу често ни даваат многу важни увиди и за нас, и за она кои сме ние и што го сакаме. И дури потребата да им угодиме на другите или контролата најчесто започнуваат како нешто кое што не штити. Она кое што е значајно е ниеден волк да не се изгладне. Значи, не станува збор ти да изгладнеш едниот волк и да потполно го потиснеш. Тоа може уште поопасно да стане во личниот раст и развој. Туку возрастниот дел од тебе да престане да му го препушта баш оно буквално кормилото, да речеме, на исплашениот или на заведливиот дел. И ова е многу важно да го споделам, затоа што ние не сме 100% добри. И другиот волк треба да постои во нас, значајно е да постои во нас и некогаш треба да му дадеме и него право на глас, да го уважиме, да видиме што е на кое што ни го носи, бидејќи и тој е еднакво важен колку и овој другиот волк. Но оно што е во суштина главното е дека постои, нели, едно цело јас, едно интегрирано јас, едно цела личност која што ги има овие два волка и која што може да бира од таа позиција што понатаму. Значи, не е поентата да постои трет волк, туку оној кој што стои покрај нив, што ги гледа двајцата, значи, што знае дека ниту стравот е непријател, ниту е нешто страшно, баш е на информација која што ја добива, дека лутината понекогаш покажува и каде ни е нарушена границата, дека вината не е секогаш доказ дека правиме нешто погрешно, дека срамот не ја кажува вистината за тоа кои сме. И тоа е оно кое што во психологијата се нарекува интегрирано јас, или пак во гешталтот знае тоа да го донесеме кога повеќе не сме стопени со емоцијата, значи не велиме јас сум страв, туку окей, забележувам дека чувствувам страв. Се менува, значи тоа изгледа како мала разлика, меѓутоа многу е голема разликата кога можеме да одделиме нешто од целото наше јас и реално кога зборува исплашениот, да речеме, дел. Интеграцијата
интегрираниот дел не го замолчува, го слуша. Кога зборува лутината, не се потиска лутината, се прашува што сака да му каже. Кога зборува перфекционистичкиот дел, не го исмеваме. Знаеме дека некогаш тој дел се обидел да не заштити, а понекогаш и не штити се уште. И затоа интеграција не значи да потискуваш делови од себе. Ова многу често го гледам во личниот раст и развој. Мислам дека е значајно и веројатно одново цело време ќе го зборувам, додека можеби некогаш во некоја епизода на некој не му кликне. Интеграцијата значи конечно да престанеш да му го препушташ само кормилото на било кој од тие делови. И ние мораме да ги прифатиме сите наши делови, меѓутоа тие не направат цело јас, туку тие се само делчиња баш буквално од мозаикот кој што сме ние. И затоа не е прашањето нели кој волк ќе го храниш, туку кој го држи, еве да речеме садот со храна. Ако го држи стравот, ќе ги храниш и љубовта, нели? Со страв, и амбицијата со страв, и мајчинството со страв, и партнерството со страв. Меѓутоа, ако садот го држи твоето интегрирано јас, тогаш и стравот, и храброста, и лутината, и нежноста, сите ќе си добијат свое место. Ниту еден нема да владее во наводници, ниту еден нема да е изгладен, затоа што конечно нема да живееш од нив, туку ќе ги водиш. И затоа мислам дека ова е нешто кое што личниот раст и развој во суштина треба да го донесат, а тоа е една зрелост каде што не победува волкот, не победува добриот или лошиот во наводници, затоа што ние сите природно треба и ги имаме тие емоции, има зошто ги имаме, има зошто ни се дадени. Туку кога баш ќе се појави оној во наводници што е доволно зрел да ги води и двата волка. И ова е причината зашто последниот период искрено многу работам на баш некако целосно можеби сум посветена на оваа тема, веќе неколку месеци размислувам и гледам дека личниот раст и развој сега некако во модерно време толку многу се сведел на совети, на техники, на уште една личност буквално што ќе ни каже што да направиме, што многу често имаме чувство дека не знаеме доволно, меѓутоа она што во суштина го гледам искуствено низ работата со луѓе е дека многу често ние само не знаеме кој во нас одлучува што ќе направиме со сето тоа знаење. И затоа многу често остануваме заглавени, затоа што ти можеш да читаш десетици книги за граници и повторно да кажеш да, кога сакаш да кажеш не. Можеш да знаеш се за самодоверба, ама повторно да се повлекуваш кога треба да застанеш, да имаш јасна визија за животот што го сакаш и повторно да продолжуваш да ги следиш стравот, вината и баш на тугите очекувања, затоа што реално следното ниво на личниот раст и развој не е никогаш да научиш повеќе, туку да изградиш натрешен дел што може баш некако да го собере, да го земе тоа знаење и да го претвори во свесен избор. И баш тоа е еден дел во нас што ќе ги слушне сите гласови во нас, но нема на секој од нив да му го предаде кормилото. И затоа подготвував нешто искрено во периодот што следи на оваа тема, затоа што мислам дека ајде би рекла доволно е да ти кажам дека нема да биде уште едно место кое што ќе ти кажува што да правиш, но баш некако како простор каде што сакам да потегнем да учиш како повторно да ја веруваш на личноста која што ги носи одлуките на твојот живот. И тоа е баш да се веруваш на себе.